Здраво! Добродојдовте на новата епизода на мојот подкаст. Денешната епизода е епизода која што мене лично ми е многу драга и ова е тема која што јас многу сакам да зборувам, а тоа се личните граници. Она по кое што, ајде би рекла дека можеби и голем дел ме препознаваат е токму програмот Асертивна. Програмот Асертивна започна како програм кој што може да помогне, да се нуди алатки како да поставуваме граници, но оно кое што реално го разбрав и го сватив после 3 групи, повеќе од 130 жени вклучени, активни во целиот програм, е како личните граници и понатаму остануваат да бидат мистерија. И некако поставувањето на граници веројатно е многу важно да се нагласи дека е нешто кое што е уметност, односно нешто кое што е менливо, променливо, а постои начин како, кога, зошто, колку и секако нешто кое што е многу обемна тема, многу голема тема која што се довојките на Асертивна многу често ја работиме, ја размислуваме, ја разгледуваме. Зум средбите се нешто каде што индивидуално се разгледуваат самите проблематики и затоа некако сега мислам дека ви должаме на епизода токму за личните граници, бидејќи многу голем број на клиенти со кои што работев изминатава година, а не биле дел од Асертивна. Односно, ја што викам, луѓе кога тврдиме дека работиме на себе, да, ние работиме на себе, меѓутоа мораме секогаш да бидеме внимателни, темелно да ги зачуваме работите на кои што работиме, на кои што реално почнуваме да работиме. Затоа што кога ние ќе чепнеме малку од ваму, ќе чепнеме малку од таму, реално не сме сработиле ништо. И оно кое што некако го добив, веројатно како поддршка од мојот профил, каде што поддржувам да се кажува не, каде што поддржувам да се поставуваат граници, многу клиенти дојдоа кои што тврдат или викаат, ама јас поставувам граници, ова го направив, тоа го направив и некако носате на еден бес и една приказна каде што јас чисто знам да кажам, меѓутоа ова не е здрава граница. Ова е прирачник, твое очекување како сакаш другите да се однесуваат со тебе, ова не е здрава граница. Знаат клиентите да се збунат, знаат да се шокираат и да не го очекуваат тоа и дури некогаш знам да споделам дека тоа е ароганција, тоа не е поставување на граница. Значи, кога ние излегуваме од нашата препопусливост, од таа една потиснатост, од таа една свитканост, од тоа едно место каде што воопшто не се пројавуваме, често знаеме да станеме арогантни, меѓутоа тоа не е асертивност, тоа не е поставување на граница и безчувствителноста всушност не е поставување на граници, што не значи дека во ретки случаи со одредени личности можеби и мораме да бидеме токму агресивни, поагресивни, поарогантни, пооштри, не мора да им објаснуваме зошто сме ја поставиле границата и така натаму. Ова го кажувам на почеток, затоа што бев изненадена како изгледа кога некој мисли дека работи на себе и дека поставил граница, а што е всушност поставување на граница. Поентата на асертивното поставување на граница е да го побараме или да го споделиме или да го добиеме она што го сакаме, нели зависно од ситуацијата, без при тоа никого да повредиме. Она кое што се случува е во процесот на поставување така наречено здрави граници, многу луѓе го доживуваат тоа, буквално газат пред сите. Особено ова се случува во семејства каде што знаат децата да станат многу агресивни и многу нападни со родителите и забораваат на личната одговорност. Меѓутоа, за да не влезам премногу длабоко во што е оно кое што не чини или што е оно што се случува, некако само проверете дали можеби и вие кои што ја слушате оваа епизода, нека да доживувате дека поставувате граници, а всушност, ама чекај, јас сега малку бев арогантна или јас не поставив никаква последица, јас не преземав одговорност, не бев асертивна, не објаснив што се случува. Бидејќи, замислете, кога почнуваме со работа на себе и кога наеднаш, да речеме семејството или неблиските се навикнати да ние не поставуваме пример граници,
И наеднаш кога се носи границата, па дури и да е на многу здрава и многу мека и многу нежна, меѓутоа затоа тука во асертивно учиме некако и тоа е нешто ново кое што го воведов од оваа година, односно следната група асертивна е потполно нов, дизајнирав потполно нов програм каде што може точно оваа градација да се објасни, да се доживее за себе, за односот со себе, меѓутоа и односот со другите. Мене многу ми беше важно дека тука е многу важен и односот со себе. Тоа е нешто кое што мислам дека во асертивна досега го немаше, а сега морав да го додадам. Значи не само односот со внатрешното дете, не само оно кое што било понатаму, туку моменталниот однос со себе, моментално на кое место сме, како се носиме и како се водиме самите себе си. Сега, она кое што некако ми е многу важно да го споделам во оваа епизода е дека дефинитивно личните граници се многу апстрактни. И токму затоа е многу тешко да се разберат. Буквално личните граници се нешто кое што не можеме да го видиме со голо око, тоа е некоја енергија или некаков збор кој што можеме да го доживееме или да го, би рекла, можеби да се почувствуваат личните граници. Нешто кое што ми е многу важно како психотерапевт да го споделам е дека личните граници се нешто кое што е процес, односно нешто што е трансформативно, нешто што е менливо, нешто што е полупропусливо и нешто има една, да речам, метафора која што често колеги мои се користат со неа и јас се користам со истата и дури не можам да заборавам првата група асертивна токму, односно втората. Има токму една убава визуализација на една куќа, сосем несвесно во групна работа на Zoom, секоја донесе по некој збор кој што потсеќа на граници и испадна да излезат буквално една куќа. И не беа далеко од вистината затоа што границите се навистина како една куќа со двор, со ограда, каде што постојат и врати, и прозорци, и кров, и оџак, и така натаму, постојат и дупки, постои отварање и затварање на вратата, меѓутоа тие се всушност една заштита на нас, меѓутоа и заштита на другите личности. Важно е да се напомене дека границите, личните граници не ги поставуваме ние затоа што сакаме да го промениме другиот или затоа што не го сакаме другиот, туку ги поставуваме на место на љубов затоа што сакаме односот да продолжи. Но, тука е исто така многу важно да останеме свесни дека при поставување на граница, доколку на другата личност навистина не е во склад таа граница, тогаш ние преземаме одговорноста дека и покрај тоа што нашата намера е најдобро намерна, другата личност има право да одлучи односот да престане. Како што и вие имате право да одреден однос престане. И ова е, мислам дека, најболниот процес во поставувањето на лични граници, каде што ние мора да ја преземеме, баш радикално да преземеме лична одговорност, дека да, јас ќе ја поставам границата асертивно на здрав начин, каде што ќе ја објаснам, ќе ја донесам со многу љубов, на другата страна можеби нема да ја прифати. Што значи тоа? Нешто што во коучингот се учи и го имам споделено на мојот профил на Инстаграм уште пред неколку години, веројатно и во некоја од епизодите, во моментов не ми текнува во која, меѓутоа паметам еден пост каде што многу убаво го објаснив тоа, а тоа е прирачникот кој што ние си го имаме за другите луѓе, како сакаме ние да се однесуваат. И тоа е нешто кое што и во асертивно го зборувам, каде што сакам да ја објаснам разликата помеѓу граница и очекување. Ние сите некако си имаме замислено некаква идеална приказна како сакаме партнерот да се однесува со нас, како сакаме родителите да се однесуваат со нас, како сакаме другарките да се однесуваат со нас, колегите и така натаму. Но, она кое што го забараваме дека едно е ние вака сме си замислиле и имаме желба дека сакам така и така да се однесува, а друго е јас поставувам граница затоа што мене тоа ми смета. Односно, непрактикувањето на тоа однесување мене ми смета. Нападно е, арогантно е, буквално малтретирање е и непочитување ако ние тргнеме да го смениме другиот и буквално да му донесеме, да му наметнеме приречник вака сакам да се однесуваш со мене. Замислете истото некој нам да не го прави. Ако вас некој ви донесе и ви рече сакам вака и вака да правиш, дали е тоа здрава граница? Не. И ова е нешто кое што е многу тешко да се разбере, кое што се случува во семејство, кое што се случува меѓу родители и деца, кое што се случува меѓу партнери. И да ве повикам на една вежба, што е, значи, кога поставуваме лична граница, тука ни е многу важно да видиме како тоа негово или да речеме меѓу партнер. Како неговото однесување на партнерот прави јас да се чувствувам.
да речеме тажно, осамена и така натаму. Наместо во границата да тргнеме да го менуваме неговото однесување кое што можеби него му е многу важно. Например, партнерот сака да поминува време после работа сам со себе, половина час, 1 час, пример. А ние сме осамени, цел ден сме го чекале и така натаму, наместо да тргнеме да негираме неговата потреба, тука може да се уважи неговата потреба, дека му треба и да најдеме друг начин како може нашата потреба, вашата потреба, да речеме да поминете квалитетно време со партнерот, да се задоволи. Секако ова е многу индивидуално, меѓутоа многу ми е важно да некаде ви стане јасно дека задоволувањето на потребата не значи дека мора да биде одма тука и сега и на начин како што вие сте посакале, туку на начин кој што е во компромис со двете страни. И тоа е асертивното поставување на граници. Да, постојат ситуации кога мораме да бидеме погруби. Постојат ситуации кога одредено однесување на вистина многу ни смета и тогаш постои еден друг начин на поставување на граници, меѓутоа, за да не бидам многу долга, за да не се ширам, тоа е нешто кое што се учи, малку е по-комплексно и по-големо, а овде ќе се задржам на личните граници. Значи, личните граници се една експресија на почит спрема себе и љубов према себе кој што го имаме. Тие се како чувари на нашите емоции, на нашата психолошка добросостојба, но нема истото би значило и за физичката добросостојба. Затоа што на некој начин тие се како контура, како еден облик на нашите релации кои што ги имаме пред се релацијата со себе, релацијата со другите, релација со светот и ни помагаат да можеме да влијаеме и на приказната која што ја имаме ние, меѓутоа и приказната која што ја градиме со другите луѓе. Границите често знам јас да ги донесам и да ги опишам и како еден танц. Како танц на конекција и автономија. И тоа ми мислам дека многу значено, затоа што ние сите имаме потреби да бидеме автономни, значи самите да носиме одлуки, да знаеме кои сме, да бидеме автентични или да речеме конекција и автентичност, може би е малку помодерно. Меѓутоа, исто така сите имаме потреба да бидеме конектирани. Ние не можеме без другите и ова некаде каде што дел од модерната психологија премногу ја нагласува независноста, мислам дека е опасна. Тоа се случи во ковидот. Луѓето кои што беа премногу сами, да, во тој момент можеби мораше да се јакне таа самотија, таа дисконекција, меѓутоа тоа не е здраво. Здраво е да бидеме конектирани и да не мора се да правиме сам. Затоа што оние кои што правеле се сами многу добро знаат колку е тоа болно, колку е тоа тешко и колку е тоа еден истрпувачки процес. Многу е поубаво кога можеме да се потпреме на некој друг и едноставно да си ги споделиме одговорностите и обврските. Не потполно да ги оставиме на другиот, нели, туку да ги споделиме. Значи, тука ќе го нагласам ова затоа што ми е важно да го доживееме како танц. Границата како танц помеѓу конекцијата со себе и другите и помеѓу автономијата. Значи, здравата граница значи дека ќе танцуваме постојано и тоа значи дека ќе се менуваме, дека понекогаш ќе е повеќе, понекогаш ќе е помалку, понекогаш ќе се наслониме повеќе на едната страна, понекогаш повеќе на другата страна и тоа е една интимност која што ја делиме со другите и секако еден императив, односно едно почитување на индивидуалните потреби, желби и секако лимити кои што ги имаме. И сега проверете, ако можете да го замислите танцот кој што вие го водите помеѓу конекција и автономија, каков е? Колку си дозволувате да се конектирате или колку си дозволувате да сте автономни? Постојат различни профили. Постојат тука различни профили, некои тотално се дисконектираат, премногу се автономни, не дозволуваат да бидат во контакт, некои обратно, па премногу се конектирани и некако недостасува таа автономност. Меѓутоа запомнете дека и едното и другото е убаво кога постојат и едното и другото некаде танцуваат во некој совршено несовршен баланс, затоа што реално 50-50 тука и не постои. Сега, многу е важно во личните граници да прво се познаваме себе си, односно да си ја познаваме куќата која што сме ние. Ако се замислиме ние како куќа, многу е важно да знаеме каков ни е дворот, колкава ни е оградата, колкав ни е оџакот, колкава е дупката, колкави се вратите и така натаму. Каде има скршен прозор, каде има премногу дебела врата, значи
Пред да се поставуваат границите, многу е важно да се запознаеме себе си, за да видиме од каде доаѓаат нашата автономија, потреба, желби и така натаму. Во психотерапијата многу често се разгледува овој внатрешен, ајде да речам, пейзаж, каде што се откриваат некои работи, каде што се гледаат минатите трауми, каде што се гледаат минатите искуства, научените однесувања и така натаму. И низ оваа една експлорација што се случува, индивидуата знае да го значи расте кај неа како да го кажам, свесноста, расте свесноста кај неа од каде потекнуваат некои патерни кои што ги има. Токму во првиот дел од асертивна, многу се работи на овој дел, каде што ние можеме, и без да реално се посети психотерапија, да може секој индивидуа некако да влезе, да навлезе во овие шаблони. Сега, што е разликата? Кога се работи тоа на психотерапија е многу поиндивидуално, подлабоко се работи со некој со кој што си во конекција. Кога го правиме сами, знае некогаш малку да не доста од асертивките тоа го донесува баш на шамар да ти удри, затоа што почнуваш да наеднаш освестуваш повеќе работи, повеќе шаблони и нема таа нежност која што можеби терапевтот ќе ја сокрие, тука едноставно директно влегуваш и гледаш, окей, ова ја се сваќам кај сум и што сум правела или како сум правела, што правеле, што сум правела како дете, што правеле родителите и така натаму. И затоа кога почнувате да влегувате и да учите уметноста на поставување на лични граници, секогаш прво тргнете во која сум јас, каква сум јас, на кои места јас сум ригидна, на кои места сум попуслива, зошто јас вака реагирам, кои се моите шаблони и така натаму. И секако ова е нешто индивидуално и секој од вас има различна динамика, потреба и желба да ова е нешто кое што ќе го проучува и кое што ќе го прави. Меѓутоа тука повторно ќе нагласам, затоа и така ја почнав епизодата, бидете внимателни да не е само чепнав од овде и научите дека вака се поставиле границите, а тоа всушност да не е граница. Затоа што исто така многу луѓе некако концептот дека границата значи дека ќе има и последица исто така го забораваат. Значи зборовната граница не е реално, нели, крајот на поставување на границата. Јас имам еден мини серијал за како да се поставуваат граници, кој што има 6 епизоди, кој што е баш краток, јасен. Меѓутоа имав потреба дека треба буквално да го надградам и дека е време да снимам малку подлабоки, повеќе епизоди околу границите. Јас ќе ставам во описот мини серијалот, ќе ставам епизоди кај што сум гостувала и сум зборувала за границите, за да може малку повеќе да влезете токму во овој процес и оној кој што сака да почне да работи себе да има една патека како и од каде да почнам. Второто нешто кое што е многу важно е освен свесноста, нели, за какви сме ние внатрешно, е да се даде едно засилување, едно признание, в момент каде што признаваме, во ред, јас сум ваква и ајде сега да видам каде треба да направам промена или да се прилагодам. И овој дел е многу важен, затоа што ако овој дел не се случи, ако ние не направиме никаква реална внатрешна промена, тогаш џабе ни е знаењето, бидејќи знаењето не е еднакво на промена. Кога нема примена, нема промена. И тука ми е важно да секоја информација која што се вприма, треба да има зошто го учам ова. И која е мојата одговорност за ова, што е на кое што јас можам да го променам, што е нешто можам да го направам. Понекогаш во процесот на поставување граници, навистина ќе видиме дека ние сме потполно во право, се случува, има и такви односи. Меѓутоа, тогаш она што може да го направиме е да го завршиме тој однос. Да излеземе од таа куќа, да се преселиме, да преземеме одговорност, да најдеме работа и да се преселиме да живееме сами. Многу деца го прават тоа каде што не може да живеат со родителите и не може да прифатат дека родителите едноставно се ригидни, тие не може да се променат. Тоа е за нив страшно. Границите кои што детето ги поставува се ужасни, страшни, преплавувачки и само станете свесни дека нашите родители и старите генерации немаат капацитет, не слушаат подкаст, не имало тогаш психотерапија каде додат психологијата е баш онака рана гранка и то толку било табу порано, не имале една-две книги, мислам колку може да прочитаат за да може да разберат што се лични граници, мислам буквално границите се еден тренд кој што доаѓа, затоа што начинот на живење се менува, затоа што токму тој танц помеѓу
конекција и автономија се менува, затоа што сега не е веќе толку конекција, порано било многу повеќе конекција, сега е повеќе автономија и тоа е окей. И тоа е окей, тука некаде мора да прифатиме дека потребни се прилагодби без да ја менуваме таа стара генерација, туку да прифатиме дека ние сме на транзиторна, односно ние сме една генерација која што ги прави промените, го прави засекот и помага на идната генерација каде што многу повеќе автономија ќе има, да може да го има тој танц меѓу конекција и автономија за да не се изгуби на природното човековото, а да може да се прилагоди во новиот свет, во новиот начин на живење. Третиот чекор може би е и најтежок чекор, односно третиот чекор не е нешто кое што баш брзо се случува, а тоа е да се исцелат раните и да се напише нова приказна, нова скрипта. Значи, старите рани, старите наративи, многу често знаат да ги облекуваат нашите граници и нашата можност да поставуваме граница, односно неможност. И ова е нешто кое што реално е потребно безбедно место каде што може да се исцели, да се види, да се промени и да се напише на нова приказна. И овој чекор е нешто кое што доживотно трае, значи никогаш не престанува. Всушност овој танц никогаш не престанува, но тука и сега, каде да се наоѓате, доколку имате неисцелени трауми, доколку имате научени однесувања и не ги освестите, не видите од каде доаѓа сето тоа, не можете на здрав начин долготрајно да поставувате граници. Че понекогаш е важно да видите, мене ми е забрането во семејството да поставам граници, затоа што, не знам, ако јас поставам граници, јас сум лош човек. Или јас сум жена и јас морам да ги задоволам другите. И овие уверувања или интроекти кои што во гешталтот ги нарекуваме е многу важно да ги освестиме и да можеме да ги напишеме одново, односно да ја смениме приказната, да го смениме наративот, за да може да застанеме на место каде што ќе поставуваме граници без големо чувство на вина, односно без чувство на вина понатаму кога веќе ќе стане тоа и дел од нас. Четвртиот чекор, кој што исто така спремам веројатно наредната епизода ќе биде тоа, како оваа не би била предолга, а тоа е да се научи уметноста на кажувањето не. Затоа што дел од поставувањето на лични граници значи дека е неопходно да ние кажуваме не. Неопходно е да научиме да одбиваме, да кажуваме не и секако да имаме алатки, индивидуални алатки кои што ќе ни помогнат асертивно да ги искомуницираме нашите потреби, нашите лимити и да го задржиме тоа чувство на автономност, без при тоа нормално да останеме сами ние на светов, односно некаде да можеме да им вратиме на другите, односно да им го уважиме на другите сето оно кое што го прават, го даваат за нас и го мислиме за нив. Понатаму, петата точка е да некако научиме да се справиме или да се носиме со вината и со срамот. Вината и срам се нешто кое што многу се појавува при процесот на поставување на лични граници. И исто така ова е една тема на која што многу повеќе почнам да ја разработувам, многу повеќе почнам да читам и станав свесна како всушност е дел од зошто нема промена. Затоа што многу често знаат некако сите други чекори да се научат, меѓутоа овој чекор е толку многу силен, овој чекор толку многу не може некако да се надмине и има зошто, тоа е нешто кое што е многу важно и индивидуално малку да се провери, да се види како се носиме со срамот, како се носиме со вината, што се случува во семејството, каде се тие силни забрани за ние да можеме да бидеме и автономни и некако да поставиме граници и многу често ова е нешто кое што на психотерапија го работат личности, затоа што таму најмногу добиваат и поддршка. Меѓутоа, доколку овој чекор не се надмине, а постои, може кај некој да не постои, затоа го споделив на крај, меѓутоа ако е многу силен, најчесто ни е понатаму доста голема пречка. И за да не некако бидам многу долга, нешто кое што ми е многу важно е да кажам дека тука е важна емпатијата и сочувство. Поставувањето на граници не се само за да изградиме ние ѕидини, не се да изградиме некои празни ходници каде што нема да постоја никаква конекција, туку напротив, тоа е ѕид со врати, со прозорци, со оџаци, со дупчиња, со простор каде што можеме да изградиме здрави конекции додека си го задржуваме интегритетот. Значи всушност тоа е оној танц каде што јас сум до тука, јас завршувам
тука, а ти почнуваш од овде. И ова е тој танц и многу е важно затоа сите тие други чекори некако да ги знаеме и да запомниме дека со секој човек различна граница може да поставиме и различна граница е здрава граница, но некаде мораме да бидеме внимателни и особено кога тоа го правиме со блиските луѓе што ги сакаме, ние мораме да им објасниме и многу често мораме да се трудиме да навистина некако им ја доловиме нашата страна и да ја уважиме нивната страна при процесот на поставување граници. Нешто што модерното време го направи е а мислам дека се должи на тоа што некаде кога читаме објава, кога читаме пост и така натаму, забораваме на целиот контекст во кој што се наоѓаме. Еве јас самата знам да речам многу често не мора да има објаснување. Не значи не е доволно. Меѓутоа, не мислам дека тоа е доволно во една релација која што е блиска и каде што другата страна пати и е тешко да не разбери така натаму. Значи тоа го мислам кога едноставно понекогаш се случува во нашиот живот да е особено со подалечни личности, не мора да објаснуваме или не мора веднаш да објасниме. Значи во тој момент прифати го моето не, прифати го мојот лимит, но од друга страна постои личности кои постојано кажуваат не и тоа е многу преплавувачки за другата страна и понекогаш влегуваат во шаблон, но тоа ќе го оставам за следната епизода, да кажуваат не и на работи кои што за нив се здрави. И тука е уметноста кога да кажам не, а кога да кажам да. Како да кажам не и кога да кажам да. И тоа ми е многу важно, затоа што постојат луѓе кои што имаат превртени граници и тоа е исто така нешто кое што ми е важно да и го учам и го има во асертивна, а тоа е дека многу често ние имаме превртени граници и правиме работи кои што се лоши за нас, на тие им викаме да и ни се добре дојдени, а поставуваме ѕидини на работи и на прилики кои што за нас се одлични. И тука нема раст. Тука нема раст, тоа е само саботажа на нашата среќа, на нашиот квалитет на живот, на нашите убави работи. Тоа знае да се случи со партнер, со пријателство, со понуди за работа и така натаму. Сега, што е она што ќе го донесат поставувањето на лични граници? Дефинитивно зголемување, односно подобрување на релациите со себе, релацијата со другите, ќе може да има многу поголем личен раст и развој, затоа што ќе има и многу поголемо познавање на себе си и емоционална добросостојба. Значи, границите се штитот кој што не одржува, ни помага да избегнеме бурнаут, да избегнеме едно прегорување и преку почитување на себе и на другите и комуницирање на нашите лични лимити, ние на некој начин си се штитиме, си имаме еден чувар кој што ја штити нашата емоционална добросостојба и превенира непријатности кои што може да се случат со менталното здравје. Затоа што непоставувањето на здрави граници, било да е премногу ригидни, нападни, агресивни или пак премногу да сме попусливи и да ги нема и да изостануваат границите, знае да донесе многу ментални состојби кои што не се пријатни и знае да донесе многу болести на физичкото здравје, односно која прочитате кога телото вели не, точно ќе видите што се случува кога ние ги потиснуваме емоциите, особено лутината. А всушност најмногу кај жените токму лутината е тоа кое што е потиснато и кое што не ни дозволува да асертивно ги поставиме нашите лични граници. Во наредниот период ќе снимам уште неколку епизоди или барам уште една, обавезно една како да кажеш не, кое што се надевам дека многу ќе ве поддржи во процесот на поставување на лични граници со себе и со другите. Меѓутоа останете свесни дека ова е нешто кое што е уметност и кое што навистина бара посветеност, работа на себе, особено доколку во позадина носите многу голема неподдржаност да поставувате граници. Како што постојат и многу личности кои што се одлично поддржани, одлично си ги комуницираат границите, немаат проблем со тоа да кажат што сакаат и така натаму и секако меѓу другото го научиле тоа затоа што понекогаш и не понекогаш туку многу често учиме од пример. И доколку сте родители или планирате да бидете родители, ова е токму за вас, за да може да научите како понатаму да ги учите и вашите деца на граници и тие истите да се ги поставуваат границите. Бидејќи од друга страна многу често имаме клиенти кои што доаѓаат како да поставам граници со моето дете, а забораваат
дека тие самите немаат поставено граници со себе. Ако ние сами со себе не си поставуваме граници, нема да можеме да поставиме граници ни на нашите деца. Тоа некаде е важно да се запомни, затоа што е реалноста и ако не си поставуваме граници сами со себе, веројатно нема да умееме ни на другите. Меѓутоа, уживајте во процесот, уживајте во растот. Границите исто така се нешто кое што бара многу поддршка, многу тренинг, многу пробување и учење. Најидеално е да почнуваме од себе, од најблиските релации, меѓутоа понекогаш не е полесно па токму и со другите. И ова беше една епизода каде што се надевам дека многу повеќе ви ги доближив личните граници, односно многу повеќе ви ги објаснив тој танц меѓу двете најсилни потреби кои што ги имаме на конекција и автономност или автентичност, како и да некако повеќе ви кликнува вам. И се надевам дека ако ништо друго, барем еден од вас кој што ја слуша оваа епизода ќе го охрабрам да почне да работи на себе и да почне на тоа асертивно да се пројавува и изразува, за да може да ја постигне таа емоционална благосостојба. Ви благодарам што останавте до крај, се слушаме во наредната епизода. Поздрав!